We're going to see my Откако Нью Йорк Сити ја смени својата политика за краткорочно изнајмување, Триша Толивер, како и многу други закуподавачи на Airbnb во градот, го острани својот оглас од платформата. Пред да се променат правилата, вели Толивер, таа заработувала околу $3,000 месечно издавајќи го својот стан. Тоа е навистина добар додаток на мојот приход и врз основа на тоа донесов одлука да се повлечем од мојата работа со полно работно време. Толивер и други закуподавачи сега се соочуваат со строги нови правила, вклучително и неприфаќање изнајмување помалку од 30 дена. Таа вели дека промените ќе имаат големо влијание. Не можам да го регистрирам ова место во градот без разлика на се, бидејќи тоа е посебна резиденција. Новите закони ќе бараат од мене да го делам просторот со станарите и да нема внатрешни брави. Ќе го следам мојот приход многу внимателно, бидејќи ќе биде прилично голем недостиг на средства во иднина. Според Кристијан Клоснер, извршен директор на Канцеларијата за специјално спроведување на градоначалникот на Њу Йорк, регистрацијата создава јасен пат за закуподавачите кои ги следат долгогодишните закони на градот и ги штитат патниците од нелегални, небезбедни сместувања, притоа ставајќи крај на ширењето на нелегални кратки термински изнајмувања. Критичарите велат дека градот се поклонува на притисокот од хотелската индустрија, ги намалува достапните опции за сместување за посетители. И покрај се, можностите за краток престој сега се намалуваат. Пазарот за краткорочно изнајмување може да се намали за 50 до 70%, а особено во Њу Йорк, хотелите веројатно ќе имаат мала корист, главно со поголема поварувачка, така што тие би можеле да ги зголемат цените. Хенеси вели дека другите градови најверојатно ќе усвојат слични правила. Верувам дека ќе се прошири и во другите градови, главно затоа што овие градови разговараат меѓу себе за да развијат најдобри практики. А тесните урбани пазари значат дека има силна потреба од регулативи за она што во суштина е релативно нов феномен. Сан Франциско и Санта Моника, Калифорнија воведоа ограничувања за краткорочно изнајмување, како и Амстердам и Лондон. Но представниците на Airbnb велат дека не очекуваат да се шират слични правила. Законите на Њу Йорк се засноваат на многу архаичен и стар пристап кон регулативата. До другите домаќини ширум светот кои може би гледаат, ќе продолжиме тесно да соработуваме со вашите општини, со нивните државни и федерални влади ширум светот. Не очекуваме да има некаков вид на заразен ефект од правилата на Њу Йорк. Додека некои сметаат дека хотелите можеби ќе бидат победници во зграпчувањето на парче од милионската пита за краткорочно изнајмување во Њу Йорк, њујоркчаните се надеваат дека новите правила ќе воведат до повеќе достапни единици, можеби и намалување на киријата.